Координативното тело против референдумот повикува на безусловен бойкот на референдумот и масовна неизлезеност на денот на гласањето со слоганот "Бойкотирам, значи не гласа". Го храбруваме народот да не подлегне на заплашувања и притисоци. Со изборниот законник и законот за референдум најстрого се забранува вршење притисок за излез на гласање. Во членот 8в од изборниот законник, цитирам, забрането е вршење и обид за вршење притисок и заплашување на гласачи или членови на нивните семејства или ним блиски лица, завршен цитат. Во членот 3 став 3 од законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните се вели, цитирам, никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдум, завршен цитат. Легитимно е правото на гласачите и да гласат, но и да не гласаат на референдумот. Легитимно право е тој што е против референдумското прашање, наместо да гласа против на гласачкото ливче, воопшто да не излезе и да не гласа на референдумот. Сакаме да ја информираме јавноста дека досега поднесовме повеќе процесни дејствија, неколку кривични пријави поради злоупотреба на службената положба и овластување против 6 уставни судии поради судење во неразумен рок, против премиерот и министерот за надворешни работи поради спроведување на спогодбата со Грција, која не е ратификувана во согласност со Уставот и закон, и против 69 пратеници во Собранието на Република Македонија кои гласаа спогодба која е во спротивност со Уставот и законите на Република Македонија и ја суспендираат слободно изразената волја од референдумот одржан 8 септември 1991 година, кога во апсолутно мнозинство македонците пороти државјанство гласа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Одлуката на референдум по Устав е задолжителна за сите без исклучок. До Уставниот суд поднесовме две иницијативи за поништување на одлуката за распишување на референдумот, донесен од Собранието, и за поништување на правилникот за спроведување на референдумот, донесен од Државната изборна комисија. До Државната изборна комисија поднесовме 3 приговори за заштита на избирачкото право, заради незаконско финансирање на јавната кампања на референдумот од владата со средства од буџетот на Републиката, приговор за учество на странски правни и физички лица во јавната кампања и приговор за заштита на избирачкото право заради вршење и обид за вршење на притисок и заплашување на гласачите или членови на нивните семејства или ним блиски лица поради јавниот повик на Зоран Заев до бизнисмените и собствениците на компаниите да го отворат кесето и да ги почесат работниците пред референдумот, што представува кривично дело подкуп при избори и гласање по член 162 од кривичниот законник. Имено тој што на лица со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист со намера да го придобие и да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казне со затвор од најмалку 5 години. Поради злоупотреба на службената положба и овластувања, поднесовме кривични пријави против сите 7 членови на Државната изборна комисија, заради тоа што си презедоа законодавна власт, донесоа правилник за референдум во време кога законот за референдум не е усогласен со избирачкиот законник веќе 12 години, од 2006 година. За сите овие активности писмено ја информиравме наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР во Македонија, а еве денес, за да го искористиме правото на наблюдување, упативме јавен повик за пријавување волонтери, наблюдувачи на референдумот. Заклучно со 23 ќе доставиме наблюдувачи до Државната изборна комисија за 3480 гласачки места и 80 општински изборни комисии, истовремено и во 33 гласачки места во дипломатско-конзуларните представништва, каде што ќе бидат отворени гласачките места на 29 септември оваа година. И покрај се и после се надевам дека Уставниот суд на седницата закажана за 19
септември ќе ја поништи одлуката за распишување референдум и ќе ја спаси нацијата и државата од велепредавството на владата и парламентарното мнозинство против нацијата и државата. Како представник на подносителот на иницијативата, Светскиот македонски конгрес ќе присуствувам на самата седница.